Враќањето на довербата на земјоделците, првин во институциите, односно во сите во процесот, треба да биде покажано на дела, не да биде на зборови како што беше во минатото. Ние изминативе 9 месеци довербата ја враќаме преку исплаќање субвенциите кои што беа задоснети, креирање на мерки и програми кои што се правени заедно со земјоделците, да бидат тие пари кои што се делат да имаат ефект, нормално не само земјоделците, него сите чинители во секторот. Програмата за 2025 година е правена токму тој начин. Заедно пред 2 дена има објавено мерка Млад земјоделец. Таа мерка е веќе постоечка од претходните години, меѓутоа на жалост имаше некои ограничувања каде што најголем дел од младите луѓе кои што сакаат да влезат во процесот, заради некои услови не успеа да дојдат до тие средства. Дополнително во изминатите години имаше многу малку средства кои што беа на располагање. Оваа година имаме доволно средства, олесните критериуми за секој еден млад кој што сака да влезе во процесот да биде корисник на овие грантови. Дополнително во делот на земјишната политика. Знаете дека како влада спроведовме низа на акции, многу слободено земјоделско земјиште кое што беше злоупотребувано за користење на субвенции, но не и за обработка и зголемување на домашното земјоделско производство. И изминативе 9 месеци како влада заедно со премиерот сме учествувале на безброј состаноци каде што на иста маса сме седеле како влада со откупувачи, извозници, земјоделски здруженија каде што ги договараме правилата на игра. Тоа е еден показател дека на вистина во вистинска смисла на зборот сакаме да бидеме партнер на земјоделците и да вратиме довербата. Овие цени кои што се постигаат и ова се цени кои што се далеку над рентабилната цена. Производната цена со сериозна заработка која што ќе значи стимул на овие земјоделци да бидат стимулирани и за втора култура и веќе за наредната година. Секоја задоволно земјоделско семејство има простор, има елан за работа да креира наредна реколта, да го зголемува своето производство и нормално ние ќе помогнеме во делот на модернизација на целиот процес преку наредните објави кои што ќе се за земјоделските задруги, механизација и средствата кои што се на располагање, така да во делот на враќање довербата е дека владата и министерството сериозно се посветуваат да овие луѓе бидат задоволни, а тоа да биде стимул за наредна реколта.